На 21. април 1923 година е родена Цвета Котевска. Гимназија завршила во Скопје, а дипломирала на Филозофскиот факултет во Белград. Од 1949 година работела како новинар во Радио Скопје, потоа во Радио Белград, во Радио Југославија и како уредник на културната рубрика на Југословенски преглед во Белград. Во 1959 година станала уредник, а потоа и главен уредник на издавачкото претпријатие Народна книга. Котевска преведувала од француски, македонски и бугарски јазик на српски јазик. Котевска е добитник на наградата Златно перо за најдобар превод на преведувачките средби во Тетово, на наградата на КПЗ на Србија и на други признанија за книжевно творештво и преведувачка дејност. Беше тоа на 21. април 1942 година, кога на планината Лисец во реонот на Велешко е формиран Народно-ослободителниот одред Димитар Влахов, најголемата војна единица на територијата на Македонија, која имала исклучителна важност во текот на Втората светска војна за разгорување на народно-ослободителното движење за ослободување на земјата. На 21. април 1946 година во Скопје е изведена првата премиера на куклената секција при Македонскиот народен театар. Тоа била представата Силјан Штркот според истоимената народна приказна. Беше тоа на 21. април 1953 година, кога највисокиот врв на Шарпланина е преименуван во Тито врв со одлука на Собранието на Народна република Македонија, а на иницијатива на планинарскиот клуб Љуботен и група граѓани. Претходното име беше Голем Турчин и Александров врв. На 21. април 1954 година е родена Маја Оџаклиевска, македонска пејачка. Долги години таа работи и живе во Белград, Србија. Маја Оџаклиевска е родена во Скопје. Својата музичка кариера ја започнува како 15 годишно девојче и се појавува на аудиција на Радио Скопје. Во 1970 година таа се преселила во Белград. На покана на Радослав Грајќ учествува во радиоемисијата Максиметр, каде победила. Добила епизодна улога во представата Рабле на Жан-Луи Баро. Таа има учествувано на безброј фестивали низ поранешна Југославија. Соработува со големи музички имиња како што се Марина Туцаковиќ, Глигор Копров, Кире Костов, Корнелија Ковач, Раша Радивојевиќ и други. На 21. април 1994 година во населбата Драчево кај Скопје е предадена во употреба земската сателитска станица за директна телекомуникациона врска меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави. Беше тоа на 21. април 1981 година, кога е родена Мирјана Бошевска, македонска репрезентативка во пливање. На 29. јули 2002 година во Берлин го испорача највредниот сениорски резултат за македонското пливање. Стигна до 4-то место и за нешто повеќе од една секунда ја изгуби бронзата. На 400 метри мешано исплива 4 минути, 46 секунди и 42 стотинки. Постигна бројни резултати во пливачкиот спорт, учесник на Олимпијадите во Атланта и Сиднеј и на многу други меѓународни пливачки надпревари.